Минатата година во казина, автомат клубови и спортски обложувалници во Македонија, македонските граѓани и странските државјани уплатиле вкупно 2,83 милиарди евра. Податоците што Телма ги доби од Управата за јавни приходи покажуваат дека најмногу пари играчите оставиле на автомати, дури 2 милиарди евра. По нив следуваат казината со вкупни уплати од скоро 607 милиони евра, додека во спортските обложувалници се уплатиле нешто над 216 милиони евра. Институтот за јавно здравје неодамна презентираше резултати од истражувањето спроведено во Македонија во 2024 година од страна на Европската иницијатива ЕСПАД, која ги следи трендовите кај адолесцентите. Опфатени биле 2831 ученик од 96 средни училишта. Истражувањето покажа дека во последната година секој четврти средношколец се коцкал за пари. При тоа 21% од нив го сториле тоа со физичко присуство, додека 15% го сториле тоа онлайн. Алармантно е што проблематичното коцкање се зголемило и во 2019 година изнесувало 4,5% од испитаниците, додека во 2024 дури 7,6%. ОДИЕЗ посочија дека добиените податоци се одраз на секојдневието на младите, нивниот избор и средината во која растат. Господе, дали поддржувате дислокација на казина и обложувалници? Поддржувам. Зошто сметате дека треба да се дислоцира? Па, мислам дека не е поволно младите малолетни да имаат пристап. Младиве ги уништија, начисто. Начисто, коцкање. Тие казина треба да се уништат. Тоа е зависност. Исто како другата што не се лечи, зашто имаме семеен коцкар, страшно нешто. Ве молам тоа да се уважи, да помине на собрание и да се уважи да се дислоцираат што подалеку од училиште и од млади деца. Па гледате дека децава испод 16 години, не знам, све се таму. Мислите дека ако се дислоцираат ќе се реши проблемот? Па може би нема целосно да се реши, меѓутоа пак од прилика можда 50-50. Али обавезно треба да се дислоцира. Особено ако има во близина школа, не знам, факултет, да. За старите не вреди тоа. Дали е близко или далеку, кој оди ќе оди. Нема да се реши, кој вика дека се реши. Само подалеку од школи и таква работа. Граѓанската иницијатива ги оцени ваквите бројки како поразителни и катастрофални, а преку Google ги мапираше обложувалниците, казината и слот клубовите во општина Центар, каде нивната бројка изнесува околу 60. Сметаме дека главниот проблем е сериозната загрозеност на здравјето на граѓаните, кое што директно потекнува од големата бројност и достапност на овие објекти до живеалиштата, работата и средината во која што живееме. Тука е истражувањето на ХОПС во 2024 година, според кое се испитувани зависноста, точно е баш зависноста од коцкањето. Биле офатени 3 земји: Македонија, Косово и Србија, каде што испитаниците биле помали од 25 години. И во овие испитувања се видело дека 75% од испитаните младинци имале веќе искуство со игрите на среќа, а 25% веќе пројавувале симптоми на зависност. Предстојните промени на законите, правилата треба да се базираат на овие истражувања кои што доаѓаат баш од нашиот терен. Реакции има и од Сдруженијето Антикоцкање. Немаме одговор уште од ова нова влада од 2024 септември 2024 немаме никаков одговор. И слободно можеме да речеме дека ова беше една најактуелна тема за време на кампањата. Се имаше големи ветувања, меѓутоа може да се рече дека апсолутно ништо не е направено. Од Асоциацијата на спортски обложувалници во Македонија велат дека од индустријата со игри на среќа во буџетот на државата се слеваат околу 300 милиони евра на годишно ниво, а секторот директно вработува околу 10.000 лица. Од таму велат дека немаат ниту потреба, ниту интерес од малолетниците.
Тврдат дека ја контролираат возраста на играчите во обложувалниците, а и самите бараат построги казни како за приредувачите на игри на среќа, така и за малолетниците кои ќе се затекнат таму и нивните родители, односно старатели. Но дислокација, велат, не е решение. Напротив, отвара други проблеми. Индустријата како индустрија не е генерален проблем и не била проблем, таа постои и секаде постои и кај нас и ќе продолжи да постои. Единствен проблем е да најдеме вистинско и заедничко решение, значи да не се пристапува на решавање да кажеме на проблемот на популистички начин, него вистински да се седне и да се разговара со сите засегнати страни. Дислокацијата само може да остави простор да се не на некој начин тргнат легалните и ќе остави простор да се развијат нелегалните приредувачи на игри на среќа. Значи ќе се игра кај нелегални приредувачи, ќе се игра по подруми, ќе се игра во небезбедни услови и тоа ќе представува уште поголем ризик за играчите отколку во легална индустрија. Тоа е светски покажано и докажано. Имавме еден таков случај во соседна земја, Албанија, пред 3-4 години ги забрани комплетно, за пред скоро време да го врати законот назад, бидејќи се соочи со огромен проблем со нелегално приредување и со енормни криминални активности. Од Асоциацијата на приредувачи на игри на среќа пак велат дека токму оваа индустрија е една од најрегулираните во земјава. Приредувачите на игри на среќа законски се задолжени со посебна давачка која е од 23%, од кои 1,5% оди во јавното здравство, 1,5% оди во Министерството за млади и спорт, додека преостанатите 20% директно се влеваат во буџетот. Дополнителни давачки кои што ги плаќаат приредувачите на игри на среќа се 10% персонален данок, 15% на секоја исплатена награда и дополнително на ова треба да се земе во предвид платите кои се исплаќаат за овие 10.000 вработени, придонесите за истите, дополнително исто така приредувачите на игри на среќа преку своите активности, преку закупи, преку набавка на мебел, угостителски дејности, плаќаат ДДВ, меѓутоа истите како гранка немаат право на поврат на ова ДДВ. Од владата информираат дека се работи на донесување нов закон за игри на среќа, што би требало појасно да ги регулира состојбите и односите во областа на игрите на среќа и да обезбеди поголема заштита на граѓаните. Се разгледува опцијата за воведување на дистанца на деловните простории за приредување на игри на среќа од основните и средни училишта и да се зајакнат механизмите за контрола на приредување и ширењето на игри на среќа. Дополнително, се предвидува да се зголемат сите давачки и надоместоци за игрите на среќа, ни одговорија од владата. Претходно веќе имаше обиди за законски измени со кои што требаше да се дислоцираат обложувалниците и објектите во кои се приредуваат игри на среќа. Иако пратениците пред 2 години го изгласаа законот, сепак тогашниот председател Стево Пендаровски не го потпиша указот со образложение дека измените биле донесени несоодветно, по брза постапка и употреба на европско знаменце. Освен засегнатите бизнис страни за носењето на такво законско решение во 2023 година реагираше и тогашниот амбасадор на Австрија во земјава, кој во писмо до тогашната власт побара исклучоци од ограничувањата за австриските компании. Министерството за надворешни работи на Австрија се огради од ова, а тамошните медиуми го карактеризираа ваквиот потек за скандалозен.